Индустриските зони, технолошко-индустриската развојна зона Прилеп, како и странските инвестиции, започнаа да ги носат првите вработувања во овој град. Американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентерм досега имал вработено околу 490 лица, а во тек е оглас за вработување на уште 200 луѓе. Дознаваме дека 120 кандидати веќе биле одбрани, а во наредните 2 недели се очекува да бидат селектирани и преостанатите 80, кои потоа ќе бидат пратени на 3-месечна обука во Украина. Гентерм веќе ги објавил и огласите за вработување на лица со високо образование. Моментално активни баратели во Прилеп имаме од 6.500 до 7.000 лица. Бројката варира во зависност од тоа колку се имаат пријавено, колку лица се вработуваат, пошто кажав, бидејќи со овие проекти исто така и со странските инвестиции, секој ден имаме раздвижување на пазарот на трудот и секој ден бројката варира и се менува. Прилепчани покажа доста голем интерес за Гентерм. До сега соработката со Гентерм ни е на високо ниво и сите лица веќе имаме неколку групи кои што се пратени во Украина на обука, тие се враќаат. Според локалната самоуправа, првите вработувања пак во индустриската зона Прилеп 1 се очекувало да бидат реализирани кон крајот на оваа и текот на идната година. Во индустриската зона Прилеп 1 изградена е дел од инфраструктурата, а дел пак моментално се гради. Се пробиваат нови улици, се поставуваат нови канализациони и водоводни системи. Моментално во оваа зона во тек на градба се 7 објекти, а според најавите на локалната самоуправа, наскоро се очекувало и започнувањето на градба на уште неколку нови други погони. Од локалната самоуправа очекуваат во овие зони Прилеп 1 и Прилеп 2 да се вработат од 1500 до 2000 лица. Очекуваме првите вработувања во индустриската зона Прилеп 1 да започнат во текот на крајот на оваа година и наредната година. Капацитетот на таа зона е 1000 до 2000 нови вработувања. Исто така, напоредно со тоа се врши продолжба и на парцели во индустриската зона Прилеп 2. Веќе 5-6 се распродадени, меѓутоа до крајот на годината се надевам дека сите 15 парцели ќе бидат распродадени. Наредната година ќе се прави инфраструктура за да се подготви таа зона за изградба на тие објекти прием на првите вработени во таа зона. Меѓутоа напоредно со тоа со владата се развива слободната економска зона ТИРС, таму покрај Гентерм кој што имаше и свечено отворање. Очекуваме до крајот на септември и фирмата Акомпласт да започне со работа и да ги прими почетните вработувања од повеќето стотина вработени кои ги планираат. Објектот на Акомпласт во Тирс Прилеп е скоро готов и се очекува наскоро и оваа компанија да ги објави првите огласи за вработување. Според најавите, тие треба да вработат околу 200 луѓе, кои исто така ќе бидат претходно пратени на обука во Германија. Додека пак во фирмата Дрексел Мајер кај Квадраци биле вработени околу 700 лица од Прилеп, а секој четврток во одделението на Аварама Прилеп се правели интервјуа за нови вработувања во Дрексел Мајер.